Десетици дабови, багремови и тополови дрвја се исечени во коритото на Мала река, непосредно пред незиното влевање во браната градче. Сечењето е направено пред неколку дена, а јавноста за тоа дозна од социјалните мрежи, каде беа објавени фотографии од граѓани кои ги забележале исечените стебла. Тоа предизвика револт и негативни коментари во врска со постапката, во очекување на точни информации дали станува збор за класично дрвократство и уништување на шумскиот фонд или во прашање нешто сосема друго. Во текот на предпладнето, Канал 8 ја посети локацијата што беше посочена, а камерата ги регистрираше стеблата што лежеа во речното корито, почнувајќи од малиот мост кај локалитетот Долно Градиште, спротиводно по текот на реката во правец на природниот мал водопад. Во меѓувреме, контрола на теренот направија и од шумската полиција и од Државниот инспекторат за шумарство и ловство. Според информациите од инспекторот Сашко Стојанов, се работи за законска постапка, поврзана со подготвителните работи за изградба на мини хидроцентралата на Мала река, за што инвеститорот претходно ја обезбедил потребната документација и дозволите. Исто така била направена и пренамена на земјиштето на кое се исечени стеблата, од шумско во градежно, со што е овозможено да се отстранат дрвјата и да се обезбеди пристап до локацијата на хидроцентралата. Од надлежниот инспекторат додаваат дека согласно обезбедената документација нема никаква законска повреда, а инвеститорот ја презел обврската по завршувањето на градежните активности да засади нови стебла на иста површина на која се исечени постојните. Додека постапката е според законските прописи и е запазена целата процедура, останува отворено прашањето за еколошкиот и етичкиот аспект за уништување на просторот, што треба да влезе во проектот за прогласување на заштитено подрачје, што се финансира со швајцарска подршка. На неодамнешната јавна расправа, токму за овој проект, беше отворено и прашањето за заштита на текот на Мала река, но според искажаното на расправата и достапните информации, заклучок е дека целата процедура за изградба на мини хидроцентралата е во поодмината фаза. Се чека само на едно или две одобренија за да почне да се гради. Согласност за нејзината изградба од општина Кочани била дадена во јули 2017 година, а писмениот документ со позитивното мислење го потпишал тогашниот градоначалник Радко Димитровски.